Благодарам, председателе. Ќе го искористам правото кое согласно член 77 став 2 ми го дава Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, за да побарам измена, така што точката број 21 од денешниот дневен ред, годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцијскиот надзор и прекршочната постапка за 2021 година стане точка 11. Ова го барам заради фактот што станува збор за комисија која е контролор на работата на извршната власт и која треба да овозможи владење на правото и функционирање на правната држава. За жал, сите сме сведоци за тоа колку и дали некој воопшто е моќен да успее да ја контролира работата на извршната власт, а од тука сите знаат колку и дали во нашата држава можеме да говориме за владење на право или за функционирање на правна држава. Добро е што поскоро да продискутираме за оваа точка, затоа што од 1.1.2021 година Државната комисија повеќе не е надлежна да постапува по жалбите против одлуките за прекршок што се донесени од прекршачен орган, кога со закон е пропишано да одлучува во прекршачна постапка. И замислете, оваа надлежност сега се пренесува на Управниот суд. Значи, Управниот суд, кој во 2020 година бил оценет како ажурен и кој во 2021 година станал неажурен, сега добива дополнителни 2094 предмети кои му се предадени од страна на Комисијата за примопредавање на предметите, која ја формирала Државната комисија. Што прави власта? Врши примопредавање од шупливо во празно. Од старт можеме да предвидиме дека и во 2022 година Управниот суд ќе биде уште понеажурен. Затоа не одиме напред, туку назад. Комисијата во 2020 година решила 2797 предмети, а во 2021 година 1015 предмети. Или тоа е 1782 предмети помалку. Јасно е дека ова намалување на бројот на предмети е како резултат на намалениот обем на работа во голем процент заради веќе ненадлежноста на комисијата да постапува по жалби против одлуки за прекршок што се донесени од прекршачен орган, но не е јасно како сега Управниот суд ќе стане ажурен. И мене не ми е јасно како се планира реорганизација во Државната комисија со секторот за прекршоци со оглед на фактот дека надлежноста на Државната комисија во однос на прекршоците е пренесена на Управниот суд. Со префрлање предмети од едно место на друго нема ниту ефективност, ниту ефикасност и овде буквално се е вештачко, како што е вештачка и оваа власт, и од овие причини барам точката под реден број 21 да се разгледува како точка под реден број 11. Благодарам.